Штабовите низ цела држава го давале упатството за тоа како треба да изгледа списокот со луѓе што сигурно ќе гласаат за ВМРО ДПМН, а еден со нови скандалозни сведочења ја обелоденува шемата за тоа кои и како барал од административците да обезбедат сигурни гласачи. Ќе мора да го провериме списокот кој што ни го доставивте. Добро. Так, кажете ми, вие сте вработена во фондот за здравство. Колкава беше вашата обврска број на луѓе да донесете? 15 последниот пат, предходните беа 25, предходните избори. Зошто беа? Сега е 15. Зошто е смената бројката? Кај вас? Тоа беше уште предходните избори, да речеме, уште кога, нели, 3 години. Толку ми побара, толку донесов, а да сега овој пат 15 испадна на сите. 15, доставив више. Така, кој ви ја даде кај вас обврската за 15? Од кога имавме состанок тук. У центарот, мислам у штабов, у главниот штаб кај нас. Тогаш не свикаа повеќе, зашто бевме, да речем, ново вработени. И тогаш они ни ја даде обврската. Слушате? Да, бе, слушам, само не беше за сите 15, така? Па сега мислам дека оваа година за сите беше 15. Оваа година, да. Ја и си други кои беа исто, имам и колега исто, што е исто така како мене и за него беше 15, по тоа се ориентира. Ви кажа кои се последиците доколку некој од овие не гласа за нас? Да. Што ви кажа? Па дека лошо минеме сите. Како? Нормално. Дека лошо минеме, општо дека не е убаво, дека лошо минеме, општо за сите. Запозната сум со тоа, да. И тие што ми се 15 дадени ми се сигурни. Дали ви кажа и дека може да се одрази и на вашата работна позиција, ако не гласа некој? Не, добро, тоа мислам ми се подразбираше више. Тоа е нормално. Дека се подразбира дека ако нели нема, ќе биде и понасудрено. Тоа е јасно више. За да го обезбедат потребниот број на гласачи што им биле наложени од штабовите, административците помош барале од своите најблиски, роднини, пријатели, соседи. Како? Значи вака, овие 15 луѓе сте убедени дека сите ќе гласаат за ВМРО? Сите сигуренци. Добро, вие кому му го доставивте списокот, дали го однесовте во штаб или го дадовте на раководител? Не во штабот. Во штаб тука кај тие младите. Добро, вие како ги познавате овие луѓе, семејства, пријатели? Мои блиски. Пријатели, луѓе, блиски. Добро, Идни свапрови и така се само. Добро, со кого комунициравте кога го добивте налогот за списоците? Епа сега тука. Нас ни кажа, тој никога бе на состанок по 15 души и раководителот на подршна служба, дека што работам во фонд за здравство и тие 15 души мораме да изоставиме за Скопје. Зборувавте? Да. Добро. Така, после со нашите кои бе тука на состанокот тука, од месен комитет. Бевте вие во Скопје или не? Не, во Скопје. Добро. Друга работа. Од овие 15, кои ви се вас најблиски? Најблиски ми е внукот и пробат што доле има. А еден поседува поголем број на списоци со имиња и презимиња, кај дел од нив се јавивме представувајќи се како да сме од ВМРО ДПМН. Во скандалозните сведочења што вчера ги обелоденивме, дел од нив објаснуваа дека списоците ги обезбедиле за да си ја задржат својата работа или пак за да добијат вработување.